Почитувани гледачи, второ гостин во студиото на К1 телевизија е Каролина Попова, наставник по македонски јазик во Основното општинско училиште Блаже Коневски од Велес. Добро утро и добре дојдовте во нашата утринска емисија. Добро утро. Така. Најпрвен сакам да ве прашам за во пресред на новогодишните празници во Основното општинско училиште Блаже Коневски се распиша литературен конкурс на тема новогодишна желба, па да ми кажете нешто повеќе за тоа како учениците твореа, каква беше заинтересираноста на учениците и нешто повеќе нели за самиот конкурс. Вака сега, првен, конкурсот новогодишна желба беше распишан од локалната библиотека и клубот на писатели, Коста Солев Рацин од Велес, јас како ментор и моите ученици бевме учесници на тој литературен конкурс и навистина можам да кажам дека интересот на учениците беше навистина на големо ниво, имаше голема заинтересираност, така да сето тоа нивната желба, мотивираноста предонесе да имаме и успех на тој литературен конкурс, така да ученичка од нашето училиште освои првата награда од 6-то одделение, доколку ученикот на кој што бев јас ментор, тој е во 7-то одделение освои третата награда новогодишен литературен конкурс. И организаторите беа задоволни од одзивот на учениците, секако голема благодарност упати и до нас како ментори за нашата мотивираност, кој што сме тука да ги насочиме учениците да можат својот талент подобро да го изразат на хартија. Така, веќе четврта година поред во Основното општинско училиште Блаже Коневски се реализира проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Па нешто повеќе да ми кажете за самиот проект и за сите оние активности кои учениците ги имаат во проектот. Така, тој проект започна точно во 2012 година и ќе трае се до крајот на 2016 година. Проектот, јас како дел од тимот кој што е задолжен во нашето училиште за реализација на овие ми активности, како обучувач ментор, можам да кажам дека проектот за тој проект има интерес исто како кај наставниците, секако и кај учениците, бидејќи на тој начин можеме да ги запознаеме нашите ученици кои што се секако ученици кои што учат на македонски јазик со нивните другарчиња кои што учат на друг наставен јазик, поразличен од нивниот, имаат шанса да запознаат нивната традиција, да видат дека различното не би требало нас да не одвојува, туку треба да не спојува. Тоа е и целта на овој проект за меѓуетничка интеграција. Министерството за образование и наука навистина прави многу големи напори и многу чести обуки прве нас како ментори, како дел од тимот да не обучат за што подобро и поефикасно да можеме да го спроведеме проектот за меѓуетничка интеграција. Ние имаме партнер училиште, тоа беше една од првите постапки кои што требаше да се спроведат. Нашето партнер училиште е од село Теарце, Тетово, тоа е Основното училиште Екрем Чабеј. Реализиравме активности со нив, тие беа гости на нашиот ден на училиштето, каде што реализиравме неколку спортски работилници, креативна работилница, ликовна работилница и сето тоа навистина донесе учениците да ги запознаат нивните другарчиња и да го слушнат и нивниот јазик. Тоа беше пред се и нашата цел. Во литературната работилница има можност, пораките кои што беа за соработка, за соживот, за мир, за толеранција, да ги напишат нашите ученици на македонски, а потоа нивните другарчиња истите да ги напишат и на албански јазик, кој што навистина нивната искреност, она детското се гледа во нивните детски лица, беа навистина пресрекни. Што се однесува за другите активности од проектот за меѓуетничка интеграција, поради оддалеченоста, према тоа можам да го кажам како единствена пречка за повеќе соработка со нашето партнер училиште, па ја искористуваме шансата со нашите училишта кои се во обкружувањето да држат наставата на друг наставен јазик. Тоа е Основното општинско училиште Рајко Жензифов, Основното општинско училиште исто подрачното на Васе Главинов во село Бузалково, а исто така и од село Горно Јаболчиште. И тие се дел чести наши соработници за да може да реализираме дел од активностите на проектот за меѓуетничка интеграција.
Така, во рамки на самиот проект, исто така ви одржавте и базар на традицијата, каде што децата има тука можеа да се запознаат и со различната традиција од другите што се националности. Да ми кажете малку повеќе и за сето тоа што се случуваше. Така, базарот на традиционална храна се одржа некаде во месец декември и тоа беше навистина голема можност децата да така и се беше насловен. Значи по традицијата се препознаваме. Ние сакавме да ги приближиме и оние традиционални јадења, бидејќи сепак се работеше за базар на традиционална храна, значи да пробаат храна која што приготвуваат другите националности. Значи не се разликуваше многу од нашата, бидејќи навистина дел тоа што ние го приготвуваат и самите тие, па беше убава можност да се запознаеме со нивната храна, со нивната традиција, со нивната носија, бидејќи исто така и тоа беше дел од нашиот базар. Колку децата се запознаени со традицијата? Па децата можам да кажам дека се доста солидно запознати со традицијата уште во оделенска настава. Меѓутоа јас како предметна наставник зборувам повеќе за предметна, меѓутоа добро е што уште почетоците ги имаат во оделенска настава, така во учебникот по македонски јазик, во учебникот по општество, во народното творештво, значи сето тоа го учат уште од второ до пето оделение, кое што е навистина солидна основа, за да може тие кои ќе дојдат во предметна настава да имаат познавање, кое што ние само ќе го надополниме и ќе го надоградиме. Меѓутоа сепак тие имаат одлични познавања и добро е кое што го споделуваат сето тоа со другите другарчиња во оделенијата, па ќе каже дека неговиот дедо или неговата баба тоа го прави, например, на бадник вака, другиот ќе пренесе на друг начин и сето тоа, значи, си го разменуваат искуството или она што го прават во нивните домови и навистина на пријатна атмосфера. Значи, она што е празнично го пренесуваат и во училиште и навистина добро да се види. Така, да, во секој случај убаво е кога децата уште од мали нозе се запознаваат со нашата традиција, секако со тоа ќе имаат и можност да ја запознаат и другата традиција на другите националности. Така, тоа е целта. Значи, да го запознаеме другиот и да го прифатиме пред се. Значи, не да го запознаеме, бидејќи ние можеме да го запознаеме традицијата и на било кого. Меѓутоа, дали ќе ја прифатиме, тоа е веќе нешто сосема друго. Така, сосема друго, а ние токму тоа е нашата цел. Значи да прифатиме дека и во сличности има и во разликите, така? Так. Значи треба да го прифатиме она што е поразлично од нашето и да го почитуваме пред се. Значи ние многу учиме тоа дека треба да се почитуваат без разлика дали се разликуваме по нешто. Има многу работи кои што не поврзуваат, така да најчесто темите на кои што работат децата се нешто што ќе нас спојува. Например, едно сонце грее за сите. Тоа значи дека не треба да бидеме поразлични или да се делиме. И да се делиме. Така, пред се, значи не треба тоа да го правиме. Децата учат, значи уште од мали дека тоа не треба да се прави, дека сите сме исти, дека сите заслужуваме се. Така, точно така. Дали сте се представиле надвор од нашата земја со нашата традиција? Да, значи во учебната 2014-2015 година, значи јас лично како ментор работев на еден проект. Проектот се викаше Читалици. Траеше долго време, значи некаде околу 4 месеци ученици од Основното општинско училиште Блаже Коневски изработуваат дневници, кои што потоа ги испративме ние во Алексинац и за наша среќа и големо задоволство бевме единствено училиште од Македонија, кое што беше покането, секако значи со награда за да би присуствуваме таму. Ги не пречекаа во Алексинац, значи навистина преубаво искуство, исто како за мене, така и за учениците кои што беа дел од проектот. Ја го представивме, значи, нашиот град, нашата традиција и ги однесовме секако нашите изработки таму. Штандот секако со нашите проектчиња, значи, тоа што го носевме ние како флаери, го поделивме таму и навистина беше тоа одлично искуство како за мене, така и за нашите ученици. Така, сви имаат прилика учениците тогаш да запознаат и нови другарчиња, нови познанства, секако тоа е поголемо искуство за нив самите. Сакам сега да разговараме малку повеќе за литературната секција која што е во склоп на училиштето Блаже Коневски. Што најчесто децата изработуваат во литературната секција?
Така, литературната секција постои и таа, значи, интересот е голем пред се, значи, бидејќи се работи за слободна ученичка активност, значи, децата не се обврзани да ја посетуваат, меѓутоа, на моја голема мислам, задоволство, на моја големо задоволство, тие навистина многу сакаат да ја посетуваат литературната секција. Таму имаат можност да творат, значи, да се изразуваат пред се, значи, зависно од нели секој од она кон што пројавува интерес, дали ќе пишува проза или пак ќе се изразува во поезија. Меѓутоа, интересот и за прозата и за поезијата, за творењето воопшто е навистина голем. Меѓутоа, тука морам да го истакнам и талентот на дел од учениците за глума, бидејќи ние навистина подготвуваме театарски представи кои што ги не без разлика дали ќе бидат дел од нашиот патронен празник, бидејќи тогаш имаме навистина многу активности, меѓутоа театарски представи приготвуваме во текот на целата учебна година и ги се представуваме на различни манифестации. Значи, дали во нашето училиште, дали надвор од него, сеедно. Меѓутоа, навистина, интересот за литературната секција е навистина голем. Колку учениците преку литературната секција покажуваат интерес за литературата и за македонскиот јазик? Интересот е голем, како што реков, значи јас наистина можам да зборувам за учениците на кои што јас им предавам. Тие навистина доста читаат лектири. Известно време бев и библиотекар во нашето училиште, така да знам дека навистина децата многу читаат книги. Задоволни се од она што е како лектира понудено во редовната настава, меѓутоа тие читаат и слободна литература, така да секогаш можеме во слободно да кажам дека кога имаме гости за детските рацинови средби, тие навистина уште претходно знаат и сакаат сами да кажат кој да биде наш гостин во училиштето, бидејќи тогаш може да постават прашања, значи да го прашаат нашиот гостин што го мотивирало да ја напише лектирата. Ево оваа година Горијан Петровски ни беше гостин на наше задоволство и навистина интересот за тој настан беше голем. Поставуваат прашања од типот, значи што ве мотивираше, која беше вашата прва книга, која е ваше најомилено дело и така. Колку читањето на книги придонесува и децата полесно да се изразуваат, а со тоа и полесно да го совладаат правописот или пак правоговорот? Да, секако тоа е неминовно. Значи, ние постојано им кажуваме на нашите ученици дека доколку читаат повеќе, значи ќе го збогатуваат и својот речник. Тоа не е нешто, значи они тоа самите го знаат. И тоа и се гледа. Значи колку повеќе читаат и тој сам, значи или самите ќе заклучат по известно време дека да, наставнички веќе, значи имам поголем фонд на зборови, значи одвојуваме зборови најмалку 5 или 6 во зависност од време траењето, нели, од можностите на тоа дали часот го дозволува тоа, меѓутоа најчесто новите зборови успеваме да ги запишеме така да и тие ги надополнуваат и постојано тој број расте. А постојат и такви ученици кои што пак книгите може да ги најдете во електронска форма, пошто знаеме денеска дека скоро и сите книги се наоѓаат на компјутерите. Дали е нивната заинтересираност голема за читањето на книги? Читаат книги, да, значи тој го кажав дека јас секогаш им велам дека книгата која ќе земат од библиотека е навистина многу подобро така да ја читаат отколку во електронска форма. Да, дали тоа е хендикеп, нели, што се наоѓаат книгите на самите компјутери, нели, пак и можат по секое време да ги симнат или пак едноставно само така да видат кратко што се работи во таа книга. Добро, тоа секако не е пречка нас, наставниците, дека тој можеме и да го забележиме. Значи, веднаш им кажуваме дека лектирата не е прочитана во целост, значи можеме да знаеме мал број на прашања и тоа го докажува. Меѓутоа, значи, настојуваме колку што можеме, значи, на учениците да не го прават тоа, да бидат, значи, поблиску со книгата, значи, да можат навистина во секој збор, во секоја реченица се содржи нешто кое што навистина не треба да биде испуштено. Значи, да не се читаат книгите со прескокнување, како што велам. Јас, они тоа и го прават. Значи, не дел од учениците кажуваат дека јас прочитав 5 страни од почетокот, од средината и од крајот. Јас към тоа читање и не е читање, бидејќи не може да се запознае содржината или она што писателот сакал да ни го каже. Така. На крај да ми кажете уште кои се следни проекти кои што ќе се реализираат во Основното општинско училиште Блаже Коневски? Значи, како што кажав, активностите продолжуваат понатаму. Ние проектот за МИО кажавме дека ќе трае до крајот на 2016-та, значи ова цела
учебна година и наредната се разбира. И програмата ја правиме на почетокот на учебната година, значи акциониот план за она што треба да го реализираме, значи следните активности се секако однапред планирани. Следно е за месец март планирана активност. Тоа ќе биде театарска представа, значи по повод и денот на мајката, значи тука ќе биде во близина на денот на мајката, меѓутоа ќе се вика која е мојата мајка. Наша цел е да ги вклучиме учениците од Горно Оризари, сега ќе го откријам и тоа, значи беше план во разговори со наставничка од таму, меѓутоа ќе гледаме децата, дел од представата да биде изведена на бошнички јазик, а дел од представата да биде на македонски, па се надевам дека ќе поканиме како гости. Да, тоа ќе биде во самото училиште, во Важа Коневски. Во самото училиште, да, во поливалентниот простор, да. Да времено ќе бидете известени секако. Така, да, ќе имате гледачите прилика да погледнат дел од случувањата кои што ќе се одржуваат таму. Во секој случај, јас ви благодарам на денешното гостување и ви посакувам да имате уште многу успешни проекти оваа година. Ви благодарам на поканата.